Паметниот пишува, будалиот памти. Јас си запишав, односно си испринтав. Лошите критики можат добро да делуваат на тебе. Добрите можат лошо. Затоа добрите критики не секогаш се добронамерни, особено ако им ја препознаеш намерата. Ако знаеш дека се од оние, или не знаеш дека се од оние што се љубоморни на оние другите, треба да размислиш. Тоа се оние кои никогаш нема да ти кажат дека си добар, тогаш и кога самиот знаеш дека навистина си добар. Има и такви кои ќе ти кажат дека си добар, дури и тогаш кога си лош, за да бидеш нели што полош. Каква перверзија. Јас ги обожувам оние третите кои ми викаат дека сум лош, дури и тогаш кога сум помалку брилијантен. Тоа се моите срцки. За нив живеам и за нив творам. Омразата понекогаш произлегува од љубовта. Тешко дека е обратно. Ова го има напишано во една книга која што се вика прирачник за антиалкохоличари, а тоа го има напишано мојот денешен гостин кој што не знам дали толку добро го познавате како што ме познавате мене, а тоа е господинот Игор Џамбазов. Там драм ролс. Здраво, колега. Честа ми е најголема. И моја исто така и стара идеја меѓу другото. Да. И не се вика книгата прирачник за антиалкохоличари или оти антиалкохоличар е тој што пие, што не пие алкохол. Ова е прирачник за антиалкохоличари. А прирачник за антиалкохоличари. Што ќе рече за пијаници. Така, баш така. Игор, ќе те прашам прво како си, но пред да те прашам како си, сакам да ми одговориш каде сме. Јас сепак ќе ти одговорам прво на првото прашање. На вакво време никогаш не ме прашувај како сум. Не сум добар. Јас сум председател на метеопатите на Македонија. Така и во позадина имаш така една есенска идила за тебе, знаеш колку е убаво. Делува на мене ова промената на времето, тие операции, тоа така лошо се чувствувам, но каде сме? Исто така многу убаво прашање. Ова е на едно посебно место во центарот на Скопје. Се наоѓаме во просториите на актерската школа на мојата колешка и сестра Весна Петрушевска, каде што се обучуваат и подготвуваат најмлади кадри за нашата професија. Кадри што денеска завршат на ФДУ или на ЕСРА или некаде во странство, кои веќе почнуваат да играат во Дајте музика, во Тин Камп и во големите детски серии, да пеат на Евровизија и не знам што. Но исто така и место каде што се снима веќе 2 сезони еден наш проект на стара идеја на Весна, еколошка серија која се вика Агенда 21, во која учествуваат и 20 членови од нејзиното студио, од актерската школа, Кико и Јована, и каде што се обидуваме да ја промениме малку свеста на македонецот во однос на глобалното затоплување и се она што ни делува толку многу туѓо, нели така. Но еве ќе се сложиш дека дури еден наш колега Леонардо Ди Каприо е еден од главните играчи сега, веќе стигна до Обединетите нации, не знам што. И така, овде се чувствувам секогаш пријатно, ова е како мојот втор дом, да речеме. Не толку колку на Весна и Вики, најмногу на децата. Така и го чувствуваат. Нели порано кога бевме мали, во наше време се одеше на англиски, на одбојка, на не знам часови, но сега сакаат луѓе, сите сакаат да бидат глумци. Шуба, па најубавата професија е тоа, нели? И само да те прашам пред да продолжиме по она сценарио што го имаме овде, како ви оди таа работа? Која работа? Работата со образувањето за глобалното Јас не партиципирам во образовниот процес, јас сум директор. Ние не се занимаваме. Така, се извинувам директоре, се извинувам. Затоа што некако и јас имам таа улога да имаме мисија за еден вид на изумирање, тоа е џентлменството. Така да борбата е тешка. Главно Весна има направено еден свој систем. Како што Станиславски имал свој систем, Мејер Холт, така и Весна Петрушевска има свој систем. Она што мене би се допаѓа во концептот на школата е што не се обучуваат децата само за утре да завршат во театар. Туку се обучуваат веднаш и за естрада, за телевизија, за радио, за филм. Значи да бидат шоуменчиња. Да, и навистина времето ќе покаже каква голема мисија направила мојата колешка Весна Петрушевска. И еден ден се надевам дека тој нејзин труд и таа нејзина љубов кон децата ќе се валоризира на било каков начин. Дај Боже тоа да е така и да остане нелевистина. Ќе биде, мора да биде. Првото прашање ми е поврзано со нас двајцата. Во смисла, колега по многу работи, затоа што јас веќе 10 години некако го газам тој пат. Со музика, со пеење, те се обидов нели во тие писателските води. Ти тука продолжуваш и не застануваш, си режисер, си композитор и така натаму. Сакам да те прашам во која улога најмногу уживаш од сите овие дадени титули што те красат цел живот? Па што знам, последниве 10 години, да речеме, тоа е бендот.
концертите со бендот, создавањето македонски блуз, нешто што на некои луѓе пред 20 на години им беше непоимливо, сега стана тренд. Мислам, сега и најмладите бендови по гаражи свират блуз и мора да признаеш дека нема зашто не се чувствуваме убаво со Харе, кога знаеме дека сме направиле некаква мисија во животот. Сега имаш блуз радио, блуз топ листа, блуз фестивал. Последниве 10 години најмногу се влажнам, што ви кажат овие младиве, на тоа. Така. Одење во Битола, на плоштад, свирење пред 10.000 луѓе, да ги пеат моите песни, да ги пеат моите кавери. Инаку, сите овие други работи, театар, телевизија, како ќе се појават, зависи и од периодот. Понекогаш ми се глуми, ми се плаче, колега. Понекогаш не ми се оди ни на интервју. Но тоа е затоа што сум председател на метеопатите. Така, тоа зависи од времето, нели? Јас сум човек што си ги има подредено. Во младоста малку заглавив со тоа, сакам се да бидам. Па еден голем човек што се вика Коле Ангеловски, кој го сметам за мој театарски и естраден учител, ми вика, значи, подобро едно по едно. Едното заврши код, другото почни го, па секогаш навраќај се, но паралелно гради ги, немој да се ето. И таа школа успеав да ја научам дури на, да речеме, 35-6 години, кога сватив дека едно по едно. Сега веќе немам 18, како што се велам дека немам 36. Така. Да. Сега кога наполнив 59, напишав на Инстаграм, кога ја имав, не знам, 39, Мик Джегер рипаше по сцената и си викавме, како е тоа можно, што друга се овие? Сега ја кога имам 59, он 79, јас седам на шанк столча, он уште рипа по сцената. Нешто не е како што треба. Да, нешто се сменило. Убаво е се, како периодите. Еве, кога ја пишував книгата, ме интересираше само книгата. Таа е последната моја книга што ќе излезе на бргу, но само тоа го работам. Сега ако има некоја свирка во меѓувреме, ќе одам на свирка, ако има некое снимање. Кога се снима преспав, се снима само преспав и ништо друго. Тие денови откажуваш се. Знаеш ти колку е лошо да снимаш нешто цел ден, па после вечер да играш представа. Такви работи, такви екскурзии веќе не си дозволувам. Уште една титула би ти додал а тоа е инфлуенсерство, тоа е нешто нели најмодерна професија што постои, што го врти светот. Во женски род е инфлуенсерството. Да, само жени, јас сум единствениот маж. Дефинитивно, да. Што има толку многу, да? Би се сложил. Што би им препорачал на твоите следачи? Што ти е визијата со сето тоа што го правиш? Па што ми е, немам визија јас. Јас имам успешен Инстаграм профил затоа што немам визија, односно мојата визија гласи јас на Инстаграм правам се што не прават инфлуенсерките. Значи, се снимам у 5 сат сабајле кога сум потечен уште. Да. Не добањат, не домием. Значи, јас преку Инстаграм го покажувам животот онаков каков што е, а ни една инфлуенсерка не го прави тоа. Ја кажувам дури на моите настапи за инфлуенсерството, лила, па ја, па празно, па други. Да. Па да, реално, сето е тоа некоја лажна слика што ние ја гледаме цело време. Да. И гледаш интервјуот еднаш на некоја телевизија, вечерва во 20:30 разговор со познатата инфлуенсерка и слушаш некој име по прв пат. И викам, чекај колешката да видам колку има. 3214 има. Ја толку лајкови добијав на мачката кога ќе ја сликам. И она излегла да кажува тоа. Сега запознав една инфлуенсерка која ми се пофали дека студира музичка продукција, а не знае кој е шпато. Треба да даде Јаце монтажерот еден тончик. Леле, мајко. Девојче, прво да научиш кој е шпато, па после ќе правиме муабет, а ти биди си музички продуцент. Бог да чуе. Има некои работи што мора да се прележат. Значи, прво, ако сакаш да станеш музички продуцент, прво да видиме што се случувало овде кај што ти сакаш да станеш музички продуцент. Така. Но јас сакам да имам светска музичка фирма. Уште полош. Баш така. Значи, домашното воспитување секаде најбитно. Од дома се учиш па за да стигнеш некаде. Од сите овие што ги спомнавме, еве, со нашава професија некако поврзани работи, каде мислиш дека има најмногу ферплеј, односно најмногу џентлменство? Во нашава професија? Од сите овие пење, глумење, леле, секаде е исто. пишување. Не само во нашата професија, секаде е исто. Сакаш пример ја ти кажувам. Да, добив награда за најчитан автор, што ја доделуваат универзитетските библиотеки, колку има таму 26. 2 години поред бев најчитан автор. Викнаа 7-8 амбасадора во Кирил и Методи универзитетската библиотека да ми доделуваат. Татко ми покојен беше со мене и он констатира што ја ме занимавам со тие работи, вика: "Синко, еден писател нема. Сакам ти кажам, дури и таму, да не ти зборувам за естрадата, за рокери, за спотови, снимање, за пејачки, за
Да не, а за театар? Зашто правим муабет за театар? Ете, овие денови имавме реаудиција во нашиот театар и да не беше таа реаудиција, ја немаше да дознам дека некои актери се вработени на истото место каде што сум и јас вработен. Да, апсолутно. Да. Но ние сме држава на абсурдите. Ние сме Монти Пајтон држава тоа. Да, Не сме да, банана ние, оти банана држава си има своји постулати. Ние сме Монти Да, Пајтон. некои не го користат како што треба да викат, ние сме банана држава. Го спомнавме Тони во неофицијален разговор, Тони во една прилика каже ако на некоја мајка треба да препорачам зет, тоа би бил Игор Џамбазов. Ама кога тоа? Затоа што порано, затоа што вика не знам што да кажам, вика ќе кажам Игор и ќе треба ќутам, вика. Тоа пред 100 години. Да, и сакам да го спомнам ова затоа што за твоите лоши навики и еден дел од животот што го имаш, ти имаш напишано многу во книгите. И ги знаеме сите тие работи. Лично од мене ќе тргнам затоа што од туѓите грешки многу можам да научам и од тоа што ти го имаш кажано на вистина е лекција и за од своите и од туѓите. Да. Од своите најмногу. А што ќе кажеш за добрите навики во твојот живот? За светлата страна во твојот живот? Битно е што се подразбира под добра навика. Од и лоша навика знаеме што е. Да. Битно е. Значи јас сега во овој период сватив дека јас сум имал и добри навики во животот. Само што сум ги правел така махинално сум ги правел затоа што сум сметал дека лошиве не сум ги правел затоа што сум имал аверзија кон нив. И напишав на Инстаграм еднаш, менувајќи ги лошите навики кај себе. Ти не се менуваш само себе си на подобро. Го менуваш светот на подобро. Апсолутно. И воден од таа некоја идеја моја, на вистина тие што не ме виделе 10 години или не направиле муавет со мене, сега кога ќе ме видат, сега не дека викаат, ова е сосема друг човек си, истиот човек е, но сосема различно гледаш на работите. Знаеш, кога свеста ти е притисната од било што да е, од алкохол, од психотропни супстанции, од стрес, од неправда, тогаш доаѓа до моменти кога во животот се запрашуваш кој сум ја, дали сум на вистинскиот пат, дали е добро ова што го работам, почнува да се сомневаш во себе, во тие околу тебе, почнува паранојата, онаа креативна уметничка параноја, за неја зборувам. Да. Приватната параноја, ние глумците си ја имаме дома. Секогаш. Од кај знам, ти можеш сега вечерва кога ќе отидеш дома, манијачиш малолетни во Уганда, од кај да знам јас. Но ти како мој колега изгледаш добро, се однесуваш воспитано, прошетан си, начитан си, талентиран си. Кој може да ти го земе тоа? Да, дефинитивно. Никој. Ќе ти го земат сакото, ќе ти ја скинат платата, извршител ќе ти ја земе куќата. Твојот талент, твојата душа, твојата ведрост, позитивна енергија никој не може да ти ја земе. Апсолутно се Тоа е слушам. само наше колега. Така е. Точно сите овие работи, јас лично од мој аспект ќе тргнам, а знам дека ќе се сложиш затоа што ти посветив една песничка на Инстаграм пред скоро време. Да, прекрасно беше тоа. Ја препратив во Америка. Да, точно за За тоа. да види дека е луѓето за нас и песни почна да пишат. Апсолутно, значи за таа една илинологија што сакам јас да ја наречам, односно за љубовта. Љубовта е најголем двигател. Човек не е за сам, колку и човек да се прави мажите мачо да се прават Јас бев додека ја немаат она вистинска половина, не можат да блеснат во полн сјај. Тоа го правиш ти во моментов и мислам дека одлично ви оди и посакувам тоа да биде уште поголемо. Иако морам да ти кажам дека сега дека откако замина таму и откако се дозна дека 3 години ангажман. Како се справуваш се со овие работи? Па колега многу тешко. Искрено многу тешко. Многу тешко. Понекогаш се чувствувам безпомошен, морам да ти кажам. И тоа го забележуваат моите околу мене, оние што ме сакаат. Јас не одам никаде, кога сум во Скопје, седам дома, кој што сакам да види, доаѓа кај мене дома. Тешко е, дури се они и пребрижни кон мене. Викам, добро да ја оставите ме, не ми е прв пат ја да патам по некого. Сега во овој случај по жена што ја сакам. 3 години е навистина многу пријател. Навистина многу. Под предпоставка и јас да одам еднаш да ја видам неа и сестра ми, таја да дојде. И сепак тие моменти кога она останува сама таму, јас останувам сам тука, 6-7 часа разлика. Тешко можеме да се најдеме. И не е доволно два сина во денот, едно срценце и една селфи фотографија, навистина не е доволно, но знаеш како? Тоа беше нејзината последна експедиција, голема во животот. Илина немаш тоа да освојува физички веќе. Таа сакаше да
да се надмине себе си, да ги заврши сите работи што ги зацртала на 30 години. Една од првите работи која ми ја кажа, кога јас ја прашав во првите денови на нашата врска, што е тоа што не го остварила, она го кажа токму ова. И затоа немам право ни да кукам, ни да плачам, ни да се лутам, затоа што јас тоа така го прифатив. Па знаеш што ме оддржува? Ме оддржува мислата дека таа сепак е таму каде што сака да биде. Таму каде што смета дека повеќе ќе придонесе до човештвото или на сестра ме, такви личности. Они го спасуваат светот, или барем така мислат. И многу убаво да се разговара Како не, да, апсолутно. Да, они се утописти, што мислат дека они две ќе ги спасат сите мачки на светот, сите џунгли на светот. И 100 пати сум ми кажал, ќе те поддржувам во се што правиш. Прв, само не ме терај да разберам. Оти тоа малку потешко. Да, добар, одлично. Јас пред короната, значи во моментот кој ја објавија пандемијата, јас стигнав во Дојран. И имав намера да си започнам предвремена пензија. Меѓутоа се појави таа и сите мои планови паднаа во вода. Ќе видиме како ќе биде. Во секој случај, јас сум тој што губи. Јас сум тој што губи. Верувам дека Илина би можела да најде партнер каде ќе посака. Партнер со кој ќе се искачува, партнер со кој ќе патува и така. Нема да има зима за неа. Но колку и да ја игнорираш љубовта, колку и да сакаш да ја ставиш во втор план, да ја наметнеш некому лошата приказна за љубовта, не ти оди. Не ти оди. Оти разумот не секогаш е во право, а срцето секогаш е во право. Ти се случило ли некој срцето да те запракне? Никогаш. Сега не знаеме како реагира другата страна, да. За себе зборуваме, нели? Ништо, како да ти кажам, ќе ги искачите оние најневидливи врвови што ги имате со љубовта. Се разбира дека секоја врска си има кризи, особено врски на далечина. Но жените се непредвидливи, човек. Жените има не еден, имаат неколку моменти во месецот кога не се замуваме. Види, се надевам дека некакви големи одлуки донесување. Важно дека е таму каде што е, таму каде што сака да биде, го работи она што сака да го работи, го учи она што го посакувала и во околината и се Гранд Каньон, Ред Рок. И она секој викенд е таму на качување и го шири кругот на познанствата и премногу ја сакам за да би можел сега со тебе да дебатирам за тоа што би правил ја кога би ја немало неа. Апсолутно. Но јас сум подготвен на се искуството ме натерало, но не затоа што сум некое безчувствително магаре машко, него затоа што едноставно тоа е љубов. И тоа на овие деца не можеш да им го објасниш, затоа што нивната љубов е во, како се викаат тие емотиконите. Да, они така изјавуваат љубов. Емотикони. Па мислам дека вакво нешто кажа ви вечерта. Овие младиве да ги прашаш што не знаат. Така е. Они толку се вешти на пораки, многу ги застанат очи в очи, што викаш Атанас Костовски. Нема шанси. Се надам дека ќе им докажеш на тие млади дека не важи онаа изреката далеку од очи, далеку од срце. Не важи сигурно, но е исклучително тешко. Да, верувам. Имаш како да го кажам, зборота да не звучи погрешно, да не бидам погрешно сватен, бреме, товар, терет или благослов. Александар Џамбазов, Анче Џамбазова, Петре Прличко. Па како млад, како ти беше тоа сакав бреме и покрај тоа што медиокритетите ти секој зборуваат, таа не беше мајка му, татко му. Само во нашата професија тоа е апсурден муабет, затоа не се качила на сцена мајка ми, татко ми, дедо ми. Да, јас тоа го викам истото. Ти беше тешко некако тие озборувања како во смисла да не беа да го поттурнат, ништо немаше да направи. Ако не уште на академија, јас во прва година на академија, на крајот некаде во мај-јуни, Бифе Карпуш го фатим ти Бифе Карпуш? Не. Бифе Карпуш е на првото бифенце кога тргаш према драмски театар, ама бифе со 3 масички, И со покојниот Бранко Ѓорчев имавме час на само себе преиспитување. Значи колку сме биле ние на 19 години само свесни дека ова што го правиме не е тоа што го замислувавме или барем не е тоа што треба да биде. Така. Иако имавме поддршка од професорот Вукан затоа што бевме деца на познати актери. Апсолутно. Тој се имаше почита, но на некој чуден педагошки начин ни кажа дека ова што го правиме не е добро. И ние знаеме, но имавме таква фаза. Денеска, сега, толку сум горд, па по мојот Инстаграм профил ќе видиш дека за сега да. Мајка ми, татко ми си на прво место секогаш кога има милион поводи.
родендени, апсолутно. годишници, тоа и така некако го одржуваме споменот. Сега бев на еден прекрасен концерт што го направи Македонска филхармонија за татко ми, кога видов кој се дошол. Кога видов колку им значеше тоа дека ќе слушаат музика од Александар Џамбазов, ги облекли своите најубави тоалети, ја ставиле на смевката на 10 и дошле во филхармонија. Туку една позитивна вечер. И многу ми е драго што некои луѓе со кои се гледам секојдневно прв пат сватија кој бил татко ми Џамбаз. Они го знае изгубениот Чичко Ацо, што му носи на Игор наместо храна за мачки песок. Вика, синко, ова најефтино е. Џамбаз ми викам, ова е песок, не е храна. А затоа моите мачки им го мешам јас, синко, и со оривче, и со него е, не. Тие што го знаат тој Џамбаз, и што ја слушнаат таа музика, сватија каков гениален татко сум имал јас. А за глумата, за нашата професија, те влечеше повеќе од Петре или од Анчо? Леле, и тоа беше многу чудна комбинација. Абе, кај мене не можеш да ги направиш тие моавети затоа што јас на 6 години го снимив првиот филм. Да, И јас сум од колега друга од 6 години со нив. Ние, Да. и на 7 години разговарав со дедо ми како со колега, со мајка ми како. Имав суета на 7 години, како појака од колку сега. Дефинитивно, да. Да. Многу научив од нив, но никогаш, седи сега да ти кажам јас тебе една работа, никогаш во животот. Дури сум го кажал тоа, дури дедо ми никош ме нема пофалено во животот. Он може ме пофалил на баба ми Да, од тебе лично. или на пријател, комшија, мене никогаш. Леле, Може би и тоа бил некаков педагошки трик, за да ја мислам стално дека сум лош. И да се трудам да бидам подобар. Да. Ќе си зема малку време да ги исконзумирам овие муабети, во меѓувреме ќе им пуштиме на гледачите Школа за џентлмени, тоа е нешто што го правиме исто со оваа емисија, за да ги научиме на подобри манири и едноставно подобар живот. Баш добро. Ќе се вратиме тука за Баш кратко. добро, супер. Почитувани, во денешното Школа за џентлмени ќе говориме за еден од моите најдраги пијалоци, а тоа е виното. Како да се однесуваме во ресторан кога станува збор за вино? Значи, зборуваме за неколку основни правила, не зборуваме за некои цели екзактни науки за виното и сето тоа што си го носи по себе. Кога станува збор за пиењето на вино, нели културата е многу голема, па да почнеме од почеток со првото и основно правило на точење на вино. Кога ќе го нарачате виното, нормално доаѓа келнерот и ви ја покажува флашата, ве прашува дали е тоа во ред или не е во ред и става од виното. Како да се однесуваме во тој даден случај или во таа дадена ситуација? Келнерот става малку помалку од оваа количина на вино. Вие што треба да направите? Ја земате чашата, погледнувате во чашата, гледате дали има некакви раски од тапата или некакви остатоци, дали е темно или светло виното, го погледнувате келнерот, завртувате 6 до 8 пати да се ослободат мирисите, мириснувате. Доколку виното не мириса на лепак или на некоја си стовена киселина или оцет, значи може да се пие и окей за пиење. Зборуваме сепак за нели основни правила. По тие 6 до 8 вртења, земаме мала голтка или една четвртина кафено лажиче, ја провртуваме капката во устата и доколку вкусот нема остра киселина, значи како да не пиеме оцет, е добро за пиење. Го погледнуваме келнерот повторно назад и му кажуваме благодарам, ова вино е добро за пиење. Втор совет кој што сакам да го дадам е држењето на чашата, затоа што многу често гледам дека чашите не се држат правилно кога станува збор за пиење и држење нели на чаша со вино. Многу често чашите ги држат кај нас вака, тоа личи на држење ракометна топка. Од две причини основни не би требало да се држи вака чашата. Првата причина е затоа што ние држејќи ја вака чашата го загреваме виното и тоа вино го губи својот вкус затоа што нели секое вино се пие на одредена температура. А втората причина е хигиенска за самата чаша затоа што оставаме отисоци на стаклото и тоа не личи убаво, не е џентлменски и не е културно за сите други што ја гледаат чашата што се со нас. И трето и основно правило е затоа што нашиот народ многу сака да прави на здравје. Како се прави тоа? За да не се кршат чаши, пред се да е културно и да не е нападно. Кога ќе ги земеме чашите,
Значи не ги држиме вака кажав, не ги држиме тука со столбот, тука е најбезбедно и најубаво. Го погледнуваме нели нашиот соговорник, пријател и партнер и викаме на здравје. Со тоа што на здравје правиме со овие средишни делови на чашите, го добиваме овој прекрасен звук на ѕвоно и конзумираме од самото вино. Не би требало да се прави на здравје како што сите прават со горниот дел од чашите, затоа што може да пукне, може да се скрши, да се оштети виното и не дај Боже ние да се повредиме. Значи, доаѓа келнерот, му викаме благодарам, ги применуваме сите совети што ви кажав, ги фаќаме чашите за средишниот дел, завртуваме неколку пати, го погледнуваме нашиот соговорник и му викаме на здравје и правиме на здравје со средишниот дел од чашите. Ето, помина тоа школа за джентлмени, кој што сака да научи, може да научи. Како викаше и мојот професор, ќе научиш оноко колку што можеш да украдеш, нели? За тие што не ги гледале сите мои школи за джентлмени, може да ги најдат и на Инстаграм, што би рекол мојот колега инфлуенсер, like, share and subscribe, и таму ќе се најдеме и ќе се видиме. Ќе се вратам на нашиот муавет затоа што тоа ми е во моментов поинтересно од школото. Игор, затоа што ти си школо, нели? Школово живо си ми ти. Сакам да те прашам, имаш кажано, имам и прочитано во не знам во кој предговор на твоја книга, дека сега во овие години не може ништо да те изненади. А од друга страна, пак луѓето викаат дека животот без изненадување не е интересен. Што ќе кажеш за оваа теза што ја поставив? Откако сум го кажал тоа и напишал, до моментот на појавата на Илина, тоа беше тоа, разбираш? Така, да. Да. Сега веќе не важи. Сега веќе не, многу работи не важат. Знаеш, некои луѓе кога ќе кои се уште ги читаат моите книги, па се навраќаат и на постарите, мислат дека јас се уште живеам во тој свет. И тоа ми е мене фасцинантно. Сега за време на короната, ова морам да го кажам, никош не сум го кажал. Проблем во дојране храна за мачки. Ако нема во главниот супермаркет, треба овие што имаат да им нарачувам они од Евгелија, ваму таму. И конечно ми наоѓаат храна за мачки и ме известуваат со порака дека има. И јас одам. Капа, наочари, маската. Значи, нема шанс да познаеш кој човек. Влегувам, они ме познаат оти секој ден таму и ми покажува каде се. Одам, ги наоѓам, во моментот кога почнам да бирам кој е, некој ме фаќа за рака. Цврсто. Прстен, женска рака, се вртам. Една баба со седа ондулирана коса, со едни тиркизни такви, со маската исто ме држи ми вика. Игорче, тука ли се криеш сега? Ја гледам вака, викам. Да, сам потивко, баба, молим те. Ја тука живеам, тука на Бајуро, ако треба кај мене да дојдеш. Добро. Сваѓаш? Да. Сега, ајде бабава од 77. Жално е кога човекот 25 ги чита моите книги напишани пред 20 години и мисли дека јас сум се уште Јасно, истиот. да. Се видел сега Бргус од Чоре. Благој Чоревски, нашиот еминентен актер, ние сме кумски поврзани. Тој не пие 32 години. Јас не пијам 5 години. И јас понекогаш можам да се изнервирам ако чујам како некој зборува дека Игор тајно пие дома. Бе, оди исто, не нормално, тајно пие дома, а се фали по телевизија. А Чоре ме гледа и ми вика, куме, 32 години не пијам, никој не ми верува. Да. Тоа е муаветот. Само да кажам дека јас го оставив алкохолот не заради тие, туку заради себе. Апсолутно. Кога се што правиме ради себе. Алкохолот е демоде работа, дури меѓу нас глумците нема повеќе. Нема, апсолутно нема. Пијавици еден двајца ќе се најдат, но повеќе нема. Ја кога почнував пред 12 на години, кога се запишав на факултет, сите вика глумците интересно е се и ту бифе пиете. Сега никој не вика кој да дојдам у бифе кај нема вика глумци што седат што пијат. Што тие сега глумците трчаат ултрамаратони, Да, бе. у теретани ходат, здрав живот водат. Инфлуенсери се станат. Мерат грамажа на леп, Да, што тие тебе смуди пијат чија пудинг. Леле, мајко мила. Сите ги прашувам, а ќе те прашам и тебе. Што представува за тебе поимот джентлмен? И сега за да ја упростам работава, зашто нас не гледа и Петре од Македонски брод, и Агим од Струга, Так. и да стане појасно за сите. Дали да не почнуваме се од коренот на зборот джентлменство, што е, джентлменот можеш да го оцениш или по гардеробата, или по однесувањето. Но тоа е грешка. Тоа е грешка. Така сите го поимаат тоа. Значи, ако е убаво облечен, вау! Ако е најубаво облечен, $15,000 на него, грам памет нема во мозок. Ништо джентлменско нема во него. Кога ќе прозбори, тоа ти станува јасно. Но и обратно, пријатели. На пазарот у Евгелија има 3 тие бифинца мали. Таму ќе ги сретнеш
најголемите джентлмени што си ги запознал во животот. Во 9 часот наутро, во тренерка црвена пума со бела линија, во папучиот и блиску живее. Но поголем джентлмен, овој што дошол со сатите и со борбите и со... Така да, изгледот може да излаже. Она што го открива джентлменот, да се разбира неговата појава и однесува. Односот кон луѓето воопшто, посебно односот кон жените. Односот кон својата професија, кон работата, кон колегите. Сум бил блиску до тоа да бидам идеален джентлмен понекогаш, кога сум сакал да помогнам во ситуација на колега, на колешка, на пријател, на роднина, на близок. Да ги isfrliš градите наместо него, да примиш по некој удар заради жена од било каква природа, нели? Во секој случај, джентлменот е, нели, синоним за вистински маж, за вистински човек. Јас гледам и една таква чудна поврзаност меѓу джентлменството и поемштилакот. Има и тоа сериозна. И ќе ти кажам дека тие последните такви видови во Македонија изумреа. Тоа беше видот на дедо ми, на Тодорче Николовски, на целата таа плејада големи Личко, Илија Милчин, големите актери. И што знам, колега, понекогаш и кога работите во животот не одат на добро, и кога се обидуваш да сватиш дали и како си направил грешки, и кога ќе се фокусираш на еден случај од твојот живот, на еден човек, и кога ќе сватиш дека ти кон него на вистина джентлменски си се потврдил, тогаш било каква лоша приказка не приличи. Дали ме разбира? Да, значи, апсолутно. Тие за кои ќе направиш нешто убаво, а после бараш од нив да го признаат тоа јавно или да ти вратат услугата, тогаш не си джентлмен, тогаш си еден најобичен измамник. Бизнисмен, баш. Джентлмен е оној кој дава, а не се фали. Джентлмен е оној кој подарува, а не сака да се знае. Джентлмени се оние кои праќаат на познатите оперски пејачи 1001 ружа. I love you и нема ни име, нема ни иницијал, тоа е джентлмен. Да, направиш да се чувствува убаво, да не знае кој си. Што би рекли браќе Срби, ја те волим, а ти не си ни свесна. Да го заокружам муабетов со исто еден твој цитат, убаво облечен човек не може да се чувствува лошо. Имаш изјавено ти. Да. Сметаш ли дека ете облеката влијае врз расположението? Па само кај нас во театар. Ти текно е кој ќе се облечеме за представа. Кога ќе ти се стигне што си костимот, донел од дома, лошо, се што ти се се облекуваш, так, кога се погледнеш нашминка, нема веќе, жаре се, јас сум Точно, Во театар, да, приватно, јас сум познат по тоа што не сум внимавал баш, понекогаш и не сум внимавал, дури еднаш водев некој квиз, не знам што беше, една од овие креаторки да ме изруга така опасно дека тоа почнала се дебелеам и навистина ми донесува некоја несоодветна маичка од светски бренд. Убаво са кој имав сема маичката така и цицинјата ми се гледа малце и мефце. Тоа беше најмалку важно во мојот квиз, па да му е важен хуморот. И не можев да издржам, морав да ја одговорам и во следното издание на квизот и напишам и кажав голем поздрав до креаторката, само да ја посочам дека моите квалитети не се во гардеробата, туку во она под гардеробата. И мислам дека ме разбра и никогаш повеќе не напиша ништо. Поентата беше кажана, да. Да. Спомнавме и за тој, нели, за музејот, за наградите сите твои. Најскорешната награда, ако сум грешка поправиме, беше на Мажи на годината. Наградата што јас лично ти ја доделив, тоа беше за најпопуларно ТВ лице. Колку овие награди и признанија ти значат во животот, те движат? Битни ли ти се? Па сега да прашаш некој од овие квази звезди, ќе ти каже дека да, таму, па ја ушпајс ги чувам тие. Ама ушпајс ги чува ти кога ќе доеш на гости кај него, после ги разместува и ги враќа удневно. Значи кај мене кога ќе влезеш дома, сега и овде во Скопје, музеот на Игор Џамбазов. Сите награди се насекаде, ни совата, фотографии и ова. Како може тоа да не те натера да се чувствуваш убаво? Значи секој утро дури чекам ја водава за турсково кафе да ми се свари. И јас го гледам тоа катчето, не катчето е целата дневна сова, кога се вртам наоколу и гледам што сум направил во животот. Значи, секој поглед на мојот музеј приватен е убаво нешто за мене. Гледам дека не сум бил
Не сум бил нигде и не сум направил ништо. Да, апсолутно. Токму обратното. Гледаш белиците, да. Горд сум на тоа. Горд сум на тоа и покрај тоа што како фраза ќе звучи, јас сум горд на апсолутно секоја награда. Шо вика ти дале се овие награди? Шо оние ти даваат награда? Абе замисли, 5 луѓе некаде се собрале. Имале слична или иста идеја, потрошиле пари за кафиња, пици, дори се договарале за такси, за макси и решиле тебе да ти дадат некаква награда, било каква. Да. Па само заради тие 5 луѓе што изгубиле време за мене, ќе одам да ја примам. До сега немам одбиена награда. Сите сум ги примил, на сите сум се заблагодарил и дај Боже уште 1000 да примам. Најдраги ми се овие што го носат името и презимето на мојата мајка и на мојот дедо. Да. Мора да признаш дека тоа е единствен случај. На светот, ја мислам дека е единствен случај. Да, и како ти кажам, многу мали реакции во смисла дека каде сега ова. Нема, имам многу малку хейтери, да знаеш, многу малку. Обично тие што не ме познаваат. Да. Ова е малце пофилозофско, ама од друга страна е па многу просто. Колку во сите ситуации од твојот живот си се трудел да останеш човек најмногу што можеш да останеш? Леле, јас се трудам да се сетам кога не сум останал човек. Заради тоа што, баш тоа што сум бил и во најлошите ситуации потполно прибран и кул, еден разумен човек, сум го преживеал се тоа. Знаеш, ми се случи на 2-3 пати во животот да излетам од колосек. Но после кога ќе се враќаш на правиот пат, сваќаш дека тоа била една таква авантура мала, па дали има некој човек од нашата професија што немал таква авантура во животот, те молам. Има ли некој тако? Може би и да има, ама сега има 3 деца дома, ме втолкав и не игра ништо. Да. Значи сега, како да ти објаснам? Ти книгите, јас сум ги доживеал тие книги. Па не ли би било жално некој од тие приказки што си ги прочитал никогаш да не си ги прочитал? Така е. Нели? Реално. Зошто? Зошто да измислувам приказки? Се уште имам нераскажани приказки. Што се толку љубоморни што сум имал јас милион случаи во животот убави, зошто сум така љубоморни? Ја имам намера да имам уште толку убави случаи. Може би и понекоја неубава, не можам јас да го контролирам животот. За да биде интересно да има динамика. Така. Пак ќе се навратам на твој цитат еден, но морам така да го водам муабетов затоа што навистина Супер, имаш супер, интересни супер. работи кажано, а тоа е дека модерните мажи, модерната младина, сите личат некако како јајца на јајца, се никој нема собствен стил. Дали уште го држиш овој став? Или нешто ама се за подпромени? за тоа се криви интернетот, Да, апсолутно. глобализмот, па ти гледаш дека од Београд до Солун сите пејачки изгледаат исто. Дали српските старлети, дали бугарскиот треш што ни го нудат тука тие пејачки бугарски, дали овде кај нас, овде не знаете исто што се случува и тука имаш од Наум Петревски, имаш до Да. Апсолутно. И според овој став, и според она цело твое искуство што го имаш и од кога си бил дете, и ова сега поминатото, и најновите согледувања како инфлуенсер, сметаш ли дека се уште постојат џентълмени во Македонија? Па има. Имат па сите што се изредија кај тебе во емисија, тоа се навистина на посебен начин одбрани луѓе. Да, Џентлменот не мора да биде VIP, позната личност. не мора. Може да Се биде сложувам. потполно локален бизнисмен од своето мало кој има една пицерија, еден фризерски салон и една, не знам, дисконче. Но да се однесува кон околината, кон вработените, кон своите намси како вистински џентлмен, не како газда, туку како џентлмен. Со сите оние работи што ги кажавме, нели, претходно. Апсолутно. И тука некаде пред крај уште 2 прашања имам. А за ова ќе те прашам, ги Не прашам брзам, јас сите. никаде имам време, млад сум. Да, дефинитивно. Ние немаме време, не кратат од телевизија, знаеш како е. Многу си подолго работа од мене. Ги прашувам сите дали имаат некој совет, некоја мудра мисла останата од дедо, татко и така натаму, што и ден денес на овие години ти звони у главата и некако ти помага да си помогнеш Не во знам дадена дали знаеше ситуација. ти, но то малку луѓе го знаат дека татко ми Џамбас до крајот на својот живот пишуваше афоризми. Не знаеш. Него беше идеја да издаде книга и јас му рекол дека тоа е наједноставната работа затоа што моите пријатели од 3 што ми издават веднаш ќе го направеа тоа. Сега една од последните. Веќе кога падна на постела, синко пиши. Ја Боже му ги запишува. Не е трагично што е трагично. Трагично е што нема решение. Александар Џамбазов.
И он не само свој, он сакаше да го. Андрич ми го цитираше. Джамас милјатиот пат ми го кажа. Ти го кажа, да утврдиме синко градиво. Ода Иво Андрич, некоја е убава мисла. Така. Да. Па, се што ми кажала мајка ми е поврзано со мојата работа. На време ми кажа што смеам во театар, што не смеам во театар. И јас до ден денес се придржувам, иако на 2-3 моменти во животот се обидов да го направам спротивно. Чисто за да експериментирам. Да видиш така. Ке ми викаат, будалаштини имаш направено. Не се тоа будалаштини, луѓе. Јас сум авантуриста, сакам да експериментирам. Да живееш на крајот на 20-тиот и на почетокот на 21-тиот век и да не пробаш од све што ти нуди планетата Земја, Треба да не гледам причина зашто си живеел. Апсолутно. Разбираш, но треба да имаш меѓу носете за да се обидеш да пробаш, да видиш дека тоа не е добро и да се вратиш уште похрабар, посилен. Точно. Како што претпоставам дека сум сега се чувствувам ментално најздраво, најмоćно од било кога. Пишувањето ми оди полесно. Веќе си имам некаков план, во денот знам што ќе работам, морам да се движам. Се обидувам да јадам здрава храна, пијам смуди секој ден. Здраво живо, без глутенска храна, еве се од нова година, се борам да не земам нешто друго, но сепак се трудам и веќе еве за 2,5 недели се чувствувам веднаш подобро. Изгубив веднаш неколку килограми и веднаш се чувствувам подобро. И ете така, тие некои, пак се враќаме на навиките. Да. Тие така некои работи што кога ќе заврши денот си викаш, прешто овој работи направив денес. Ем се прошетав, ем одговорив на интервјуто за тој портал, ем ми се јавив на оваа старава баба, не сум ја чула одамна, ем направив баш убав ден си. Сега можам да го правам тоа што не го правев цел ден. Легнам во 7 седот и да пуштам еден филм на Netflix и да уживам. Гледаш? Гледам. Да, јас сум зависник од документарци, гледам секакви документарци, за се. Играните филмови ми се повеќе досадни. Мислам сега, Netflix е стварно безпрекорен во тој поглед, но се фатив себе си дека на половина филм знам дека е адвокатот убицата и сега. Да. Ми стана некако предвидливи тие. Иако Netflix нема голема врска со Холивуд, но лошите навики од Холивуд некако полека доаѓаат и таму, иако идејата првична на Netflix е нешто сосема друго. Елем, што кажу браќа Срби, да се вратам на прашањето, значи документарци, особено музички документарци. Netflix е преполн со тоа, за историја на музика, за големите продуценти на времето, за големите продукцијски куки што издавале, за Virginia Records, за да не зборуваме дека има сега документарци за Тина Тарнер, за тоа и да речеме по некоја серија за која ептен ми ја изфалиле. Дека, но јас слушам музика. Јас работам на лаптопот, а одоздола оди денеска го слушам овој албум што не сум го слушал 20 години, и албумот на бесконечно си врти, можеби 5-6 пати ќе изврти додека не го завршам јас тоа. Песните ми се враќаат, секој албум ми прави слика. И тоа е мојата последна книга. Значи 30 плочи грамофонски што го обележале мојот живот. Кога излезе, на кај сум ја купил, кои песни се на неа, што се случувало со мене, со Македонија, со светот во тоа време. Ево. Браво. Кога сме кај сериите, односно филмовите, документарците, има еден филм на Netflix, да го изгледаш, ти го препорачувам топло, за наш колега Пол Нјумен и неговата жена. Се вика Последните холивудски ѕвезди, 5 епизоди. Прекрасно. Многу добар филм, да го изгледаш. Ти благодарам. И тука некаде го поставувам моето последно прашање, што гласи: кој е твоето најголемо достигнување? Што сум жив и нормален. Да, барем така. Како се одвиваат работите овде околу нас и во светот, а особено овде со луѓе околу моето опкружување, една од речениците кои ги повторувам се почесто во присуство на мои пријатели, кога ќе видиме дека некој наш колега направил глупост некаква, за која јавно се дознало, и само ќе им кажам: вака така, јас на крајот најнормален ќе испаднам од сите овие. Добро кажа. Апсолутно. Ти благодарам навистина. Честа голема. Следниот пат во Дојра. Здрави живи. Да. Здрави живи. Ако истава емисија која друга, ќе дојдеш пак ти. Зошто бе, подојдете со истата емисија. Добро, може и така. Пак ќе кажам, значи, паметниот пишува, будалиот памти. Јас имам уште нешто. Пак е твоја парафраза во духот на целата емисија. Заврши си. А тоа е твојот цитат од Маш на годината. Што кажа вака.
Не плашете се да ги искажете своите чувства, особено вие, джентлмени кон жените. Отворено, јавно, без страв дека тоа ќе го намали вашиот джентлменски стил, затоа што джентлмен е оној кој повеќе дава, а не зема од овој свет. Дел од твојата изјава. Ти благодарам што го правиш светот поубав и нашава емисија поубава за гледање. Колега, ти благодарам. Чао. Пет работи без кои не можеме од текот на денот. На прво место, мојата мачка Емилија Џамбазова, бавчанска, доиран Лиева. Особено во последно време имавме страшен проблем. Правевме операција мастит, ја кастрира, извади ја матката, јајниците. Голема благодарност до Светле од Вет Свет. Втората работа е мојот лаптоп на кој комуницирам со светот. Пишувам, создавам и гледам YouTube, јас сум зависник исто така и од YouTube. Третата работа е мојата терапија, без која не смеам да мрднам никаде, не смеам да заборавам ни едно апче од шемата, за да ги послушам лекарите кои се грижат за моето здравје. На четврто место, талентот. Без него не мрдам никаде. И сега на пето место или на кога е тука.